Деновиве во службен весник на Република Македонија објавена новата уредба за прописи и критериуми за директни плаќања за максималните износи, како и за корисниците кои можат да ги добијат. Раководителот на подрачната единица за земјоделство, шумарство и водостопанство Горан Миладинов во изјава за телевизија Кучани ги соопшти најбитните елементи од уредбата и можностите што им стојат на располагање на земјоделците во периодот до 25 април годинава. Има некои измени во врска со програмата од минатата година, меѓутоа овде сакаме да се осврнеме на интересната гранка, односно оризопроизводството, која е карактеристично за нашиот регион. Сакаме да поменеме дека оваа година, како што знаеме, беше промовирана една мерка за произведена и предадена оризова арпа во преработувачки капацитети до 25 декември. Ги известуваме земјоделските производители дека во новата програма, односно во новата уредба, се продолжува со истата оваа мерка. Значи, корисници на оваа мерка за директни плаќања за произведена и предадена оризова арпа од реколта 2018 година од домашно производство во регистрирани откупувачи се земјоделски стопанства кои имаат остварено производство од оризова арпа од реколтата 2018 година. При тоа Миладинов нагласи дека оризот е издвоен од другите земјоделски култури и дека за него се предвидени значајни средства како помош на земјоделците, се со цел развој и напредување на производството. За прв пат оваа година успеавме во соработка со Министерството за земјоделство оризот да го издвоиме од останатите полиделски култури и за оваа година во оваа програма се зголемува и висината на поддршката за оризот. Така, висината на поддршката за оризот ќе изнесува 18.000 денари по хектар без семенски материјал и 25.000 денари за ориз со семенски материјал. Инаку, на околу еден месец пред стартот на сидбата на оризот, производителите кои се определиле да употребат семенски материјал ќе добијат финансиска поддршка, што ќе влијае на место меркантил се поголем број земјоделци да сеат оригинални семења кои гарантираат побогат и поквалитетен род.